се водеа силни дебати на стручната и пошироката јавност за начинот и формата на кој што ќе може специјалното јавно обвинителство да продолжи со својата работа, што е она суштинското. Беа понудени два концепта и се разговараше за два концепта, но се одлучи за концептот во кој што специјалното јавно обвинителство, всушност надлежноста негова и работата негова да биде дел од јавното обвинителство. Значи, за полесно граѓаните да разберат, на принципот нешто на дел како што е оделението за организиран криминал. И тоа е тој концепт кој што доби по-широка поддршка и истиот очекуваме, значи, набрзо да дојде во собранието. Имајќи во предвид дека ова истото многу важен и да не речам прилично клучен закон, кој што ќе овозможи борба, понатамошна борба со високата корупција, очекуваме широк консензус, бидејќи досега барем не слушнавме ниту еден политички субјект да каже став дека е против борбата со високата корупција. Доколку се навистина цврсти заложбите на сите политички субјекти, тогаш нема причина да стравуваме дека овој закон ќе биде усвоен со широк консензус, што е всушност и нашата највисока определба, бидејќи значењето, имплементацијата на овој закон, резултатите од примената на овој закон може да се очекуваат само доколку биде широко прифатен. Очекувате ли поддршка од независните пратеници на ВМРО за овој закон? Секако, како што кажав, очекуваме поддршка од сите политички субјекти, сите чинители на овој парламент, вклучително и од 8 пратеници.